Господи, Исусе Христе, Сине Божи, помилуј ме грешного. Во денешно време се повеќе сме сведоци на напади врз нашата света православна вера, врз нашата света православна црква и врз нашиот Господ Исус Христос, Синот Божи, кој дојде во светот за да не спаси од гревот нас, грешните луѓе. Некои луѓе во својата заблуда се обидуваат да ја поништат на неговата божественост и да го извртуваат Светото Писмо. Но Христос не предупреди дека ќе дојдат многумина кои ќе се противат на вистината и ќе го извртуваат Божјото Слово. Исус Христос е единствениот Спасител. Во Евангелието според Јован јасно се кажува: во почетокот беше Словото, и Словото беше во Бога, и Словото беше Бог. Тоа во почетокот беше во Бога, се стана преку Него и без Него ништо не стана од она што постана. Во Него беше животот и животот им беше светлина на луѓето. Светлината свети во темнина и темнината не опфати, и Словото стана тело и се всели меѓу нас, полно со благодат и вистина. И ние ја видовме Неговата слава како на единороден од Отецот. Ова е јасен доказ дека Исус Христос е Господ, кој дојде во тело за да не избави. Самиот Господ Исус Христос кажува: јас сум светлината на светот, кој врви по мене нема да оди во темнина, а ќе ја има светлината во животот. Потоа пак вели: јас сведочам за себе и Отецот кој ме прати сведочи за мене. Тогаш му рекоа: каде е твојот Отец? Исус одговори: вие не ме знаете ниту мене, ниту мојот Отец. Ако ме знаевте мене, ќе го знаевте и мојот Отец. Потоа во Светото Евангелие го кажува следново: вие сте оддолу, а јас сум одгоре. Вие сте од овој свет, јас пак не сум од овој свет. Затоа ви реков дека ќе умрете во своите гревови, бидејќи ако не поверувате дека сум јас тој, ќе умрете во гревовите своји. Тогаш му рекоа: кој си ти? Исус им одговори: почеток како што и ви велам. Многу имам за вас да зборувам и да судам, но оној што ме прати е вистинит и она што сум чул од Него, тоа им го кажувам на светот, но не разбраа дека им говореше за Отецот. А Исус им рече: кога ќе го издигнете Синот човечки, тогаш ќе сватите дека сум јас и дека ништо не правам сам од себе, туку како што ме научи мојот Отец, така изборувам. Оној што ме прати е со мене, Отецот не ме остава сам, зашто секогаш го вршам она што му е угодно. Кога тој го зборуваше ова, мнозина поверуваа во него. Вистина, вистина ви велам, јас постојам уште пред да се роди Авраам. Ова изјава е недвосмислено сведоштво за неговата божествена природа. Ако некој се сомнева дека Христос пострада за човечкиот род, нека го прочита следново: кога за земни работи ви зборувам и не верувате, како ќе поверувате кога би ви говорел за небесните? Никој не се искачил на небото, освен оној кој слезе од небото, Синот човечки, кој е на небото. И како што Мојсе ја подигна змијата во пустината, така треба да се издигне и Синот човечки. Та секој што верува во Него да не загине, но да има вечен живот. Зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден Син, та секој што верува во Него да не загине, туку да има вечен живот. Зашто Бог не го испрати својот Син во светот за да му суди на светот, туку светот да се спаси преку Него. Кој верува во Него нема да биде суден, а кој не верува, тој е веќе осуден, зашто не поверувал во името на единородниот Син Божи. А овој суд е затоа што светлината дојде на светот,
но луѓето повеќе ја засакаа темнината отколку светлината. Зашто нивните дела беа зли, зашто секој што прави зло ја мрази светлината и не оди кон светлина, за да не бидат разоткриени неговите дела, бидејќи се лукави. А оној што твори вистина оди кон светлината, за да се видат неговите дела, бидејќи се по Бога извршени. Нема друг пат до спасението освен преку Христос Исус. И во никој друг нема спасение, зашто под небото нема друго име дадено на луѓето преку кое би можеле да се спасиме. Апостол Павле потврдува, зашто еден е Бог и еден е посредник меѓу Бога и луѓето, Богочовекот Христос, Исус, кој се даде себе како откуп за сите, а тоа се посведочи во свое време. Во првото послание Јованово стои: кој верува во Синот Божи, тој го има тоа сведоштво во себе. Кој не му верува на Синот Божи, Бог го прави лажливец, зашто не поверувал во сведоштвото негово со кое посведочил Бог за својот Син. А сведоштвото е тоа дека Бог ни дарувал живот вечен и тој живот е во неговиот Син. Кој го има Синот Божи, тој го има и тој живот. Кој го нема Синот Божи, го нема тој живот. Во вториот псалм се вели: зошто се бунат народите и племињата смислуваат лоши работи? Се креваат царевите земски и кнезовите се собираат заедно против Господ и неговиот помазаник. А јас си поставив цар над Сион, на мојата света гора, за да ја објавам одлуката Господова. Господ ми рече: ти си мој син, јас денес те родив. Во Псалмот 117 се кажува: каменот што го отфрлиат зидарите стана камен темелник. Тоа е од Господ и прекрасно е во очите наши. А светиот пророк Исаија пишува: зашто дете ни се роди, син ни се даде, власта е на рамената негови. И ќе го наречат чудесен советник, Бог силен, Отец вечен, кнез на мирот. Неговата власт и мирот безкрајен ќе растат врз престолот на Давид и во царството негово, за да го утврди тој и да го зацврсти преку суд и правда, од сега па до века. Апостол Јован јасно предупредува: чеда, последен час е. И како што сте слушнале дека ќе дојде Антихрист, и сега веќе се појавија многу антихристи, од тоа разбираме дека е последниот час. Во првото Јованово послание стои: по ова познавајте го Духот Божи. Секој дух што признава дека Исус Христос дошол во тело е од Бога, а секој дух што не признава дека Исус Христос дошол во тело не е од Бога. Тоа е духот на Антихристот, за кого чувте дека ќе дојде и сега е веќе во светот. Во второто послание на светиот апостол Јован се вели: зашто мнозина измамници излегоа во светот, кои не признаваат дека Исус Христос дошол во тело. Таквиот измамник е Антихрист. Внимавајте на себе, за да не ја загубите наградата што ја заслуживте, туку да ја примите целосно. Секој што отстапува и не пребива во учењето Христово, го нема Бога. Кој пребива во учењето Христово, тој го има и Отецот и Синот. Во второто послание до Тимотеј, апостол Павле дополнително не предупредува: знаејќи го ова, дека во последните денови ќе настапат тешки времиња,
Зашто луѓето ќе бидат самољубиви, сребролюбиви, фалбаџии и горделиви, холници непокорни на родителите, неблагодарни, безбожни, без љубов, непомирливи, клеветници, невоздржливи, свирепи, непријатели на доброто, предавници, безумни, надуени и повеќе сакајќи ги сладостите отколку Бога, имајќи облик на побожност, но откажувајќи се од нејзината сила и од таквите бегај. Секое учење кое го негира Исус Христос како Син Божи е лажно и антихристово. Ние како православни христијани сме повикани да сведочиме живеејќи ја нашата православна вера и да се чуваме од измамите на непријателите на нашата вера и црква. Христос не предупреди, зашто ќе се појават лажни Христоси и лажни пророци и ќе покажат големи знаци и чуда за да ги измамат, ако е можно, и избраните. Нашата задача е да останеме цврсти во вистината, да го следиме патот на нашиот Спасител и Господ Исус Христос, Синот Божи, и да се бориме со духовно оружје, со молитвата, љубовта и сведочењето на Евангелието. Амин. Господи Исусе Христе, Сине Божи, помилуј ме грешного.